Од Еко Герила велат дека имало заинтересирани, но на апликантите им се барале услови кои не можеле да ги исполнат, затоа ниту една фирма не успеала да обезбеди субвенции за филтри на оџаците. Проблемот е во критериумите кои се поставени од Генералниот секретаријат на владата, значи за придобивка на таква субвенција. Во тие критериуми во апликацијата се бара од предпријатијата да докажуваат со документи дека се загадувачи, а таков документ не постои. Значи ни во нивниот елаборат не пишува дека тие се загадувачи, а нема никаде, значи, никаква институција која би можела да им дава таков документ со кој ќе докажуваат дека се загадувачи, па да добиват од субвенцијата. Значи, тоа е единствениот проблем што се однесува до филтрите. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули вели дека условите за да можат фирмите да добијат субвенции не биле сложени, туку едноставно оваа мерка кај нив не наишла на одзив. Аплицира не ги исполнувај условите, мислам дека треба, за жал и Северозападната комора, мислам дека требаше да одигра позначајна улога. Мораме да ги анимираме, ние, вие знаете, бев јас во една компанија, апелиравме, укажувавме неколку пати, се продолжи рокот за уште еднаш и мислам дека таа работа што треба да се искористи. Во Полошкиот регион има 30 на компании кои што за жал го користат отпадот од своето производство за загревање. Ние сакаме знаеме дека е приватна компанија, тие прават профит, но еве ние ќе инвестираме во филтерите, но еве мораме да најдеме еден нов механизам тоа да го направиме. Од Еко Герила се надеваат дека критериумите ќе се променат за апликантите кои ќе аплицираат оваа година. Се додека немаме природен газ за затоплување, мора да има вакви мерки, со оглед на фактот дека тие го загадуваат воздухот, а нив никој не ги казнува.